Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денес во посета на општина Газибова е претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, со кого заедно пронудевме два проекти. Првиот е комплетно завршен проект, а тоа е набавка на нова механизација за јавното комунално претпријатие, која се состои од камион Кипер со носивост до 1200 кг, кој што ќе биде наменет за подобрување на состојбата со комунален отпад и комуналната хигиена на територија на општина Газибова. Второто возило е вакуумска цистерна која што ќе биде наменета за решавање на проблемите на граѓаните што ги имаат околу фекалните канализации. Третото возило е камионет кој што исто така ќе биде наменет за решавање на проблемите на граѓаните кои што ги имаат околу водоводните системи, каптажите и фекалните канализации системи, особено во високите рурални средини. Вкупната инвестиција на набавката на механизација за јавното комунално претпријатие е 9 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општина Газибова, и сметам дека со оваа набавка јавното комунално претпријатие доби соодветни ресурси со цел навистина да прерасне во вистински сервис на граѓаните. Вториот проект кој што го промовираме токму тука во населеното место Хиподром е изградба на нов спортско-рекреативен комплекс кој што ќе се содржи од две мултифункционални игралишта. Првото мултифункционално игралиште, односно спортски терен, ќе биде наменет за одбојка и за кошарка на соодветна подлога од тартан, а вториот спортски терен ќе биде наменет за ракомет и мал фудбал кој што ќе биде на специјализирана гумирана гранулатна подлога. Исто така проектот предвидува комплетно осветлување на овој комплекс и изградба на ново детско катче, фитнес зона и комплетно хортикултурно уредување со патеки од павер елементи. Ова беше едно од приоритетните барања на граѓаните на населеното место Хиподром и околината, и сметам дека ќе добијат еден спортски центар во кој што ќе можат особено помладите да спортуваат, рекреираат и да се дружат тука. Како локална самоуправа и наредниот период продолжуваме со посветено и засилено темпо да работиме на реализација на капитални инвестиции. Од тука во оваа прилика сакам да најавам дека за многу кратко денес започнуваме со изградба на нова училишна зграда за основното училиште Крсте Петков Мисирков во Ченто. Постапката ни е при крај, во делот на избор на изведувач на градежните работи. Јас убеден сум дека за непол месец од сега ќе започнеме со изградба на ова основно училиште. Дополнително интензивно работиме на подготвување на документација за распишување на два поголеми капитални проекти, тоа е изградба на детската градинка во Трубарево, изградба на детска градинка во Инџиково. Исто така ја распишавме постапката за довршување на спортската сала во Булачани и убеден сум дека почетокот на школската година од септември учениците ќе имаат можност на часовите по физичко и здравствено образование да ги одржуваат во една современа спортска сала. Понатаму продолжуваме со изградба на нови спортски терени, нови детски игралишта. Оваа година имаме распишана постапка ќе асфалтираме повеќе од 30 улици на територија на општина Газибова. Имаме обезбедено средства за изградба на поголем дел од фекалните канализации по руралните населени места. Тука ќе спомнам Јурумлери како едно најголемо населено место за кое што имаме обезбедено милион денари, милион евра за реализација на фекална канализација, потоа Трубарево, Чукурмало и Гоце Делчев продолжуваме со градежни активности и Црешево, така да како локална самоуправа работиме со засилено темпо со цел од ден на ден Газибова да прерасте во едно поубаво место за живење. Ви благодарам.